Ова е дефинитивно многу значаен ден за македонската берза и за незините членки, банки и брокерски куќи, 11 на број моментално. Знаеме сите дека државните обврзници се по дефиниција најсигурниот, најбезбедниот финансиски инструменти и најраспространетиот генерално на финансиските пазари, од тука значајноста со котацијата на овој инструмент кај нас на овој наш пазар. Берзанската котација на државните обврзници ќе значи дека овој финансиски инструмент овде во Република Македонија ќе стане максимално визибилен и многу полесно достапен на секундарниот пазар на хартија од вредност за сите заинтересирани инвеститори, а истовремено ќе зголеми општата понуда на финансиски инструменти на берзата. Реков визибилност, реков полесен достап. Што значи тоа? Значи дека моменталните иматели на овие обврзници, кои се воглавном од редот на финансиските институции, сега ќе можат, доколку проценат и кога ќе проценат, да ги понудат во рокот на достасување обврзниците на пазарот секундарен на берзата, а потенцијалните купувачи и членките на берзата кои ќе анимираат и ќе ги наоѓаат овие купувачи да направат инвестиција соодветно со некој принос зависно од цените на тие обврзници и така натаму. Сето тоа ќе се одвива по прв пат на централизиран и организиран пазар со максимално ефикасно формирање на цените и со максимална транспарентност како во поглед на формирањето на цената и понудите во нашиот систем за купување, за продавање, но и во дисеминација, дистрибуција на извршените трансакции, количини и цени. Воедно, котацијата и тргувањето на државните обврзници на регулиран пазар ќе представува нов квалитет за самиот инструмент, за емитентот, за Министерството за финансии, затоа што котацијата на регулиран пазар би требало да предизвика уште поголем интерес за овој инструмент и кај домашните, но што е уште поважно и кај странските инвеститори, со сите позитивни повратни импликации од тоа, вклучително, како што спомна и министерот, и поповолни услови при издавање на овие обврзници во иднина на примарниот пазар во било кое моментално окружување. Јас само би кажал уште неколку бројки, за да котацијата уште повеќе ја доближиме до јавноста во смисла на тоа дека фактички после потпишувањето на овој договор следува и почеток на тргување на овие обврзници кон почетокот на идната година. Во првиот бран станува збор за котација на веќе издадени околу 130 државни обврзници со нивна номинална вредност од околу 900 милиони евра, при што каматните стапки на издадените обврзници, тие се издадени во минатиот период, се движат од номинално при издавање од 0,9 до 5,3 како минимална и максимална. Од аспект на рочноста, во овие 130 обврзници доминираат 10-годишни и 15-годишни, некаде околу 115 се такви. Почетокот на тргување го спомнавме на почетокот на наредната година, а јас уште би сакал да истакнам дека берзата, одборот на директори, неодамна ја намали и провизијата за тргување со овие обврзници на берзата и сега таа изнесува на вистина конкурентни и регионално гледано 0,025%, така да се надеваме дека сето ова ќе направи позитивни ефекти за сите инволвирани.